Во една особена свечена атмосфера и без воопшто стереотипни протоколарни шеми, отпочна вториот меѓународен фестивал на креативниот документарен филм Македокс. Значи, традиционално Македокс го отвараме со подигање на крадивните. Сите горе, кромиди! Многобројната, а сепак одбрана публика имаше задоволство како прва проекција да го проследи филмот Македонија во слики од 1923 година во режија на Арсени Јовков. На овој начин фестивалот оддаде пиетет кон основоположниците на македонската филмска документаристика. Инаку филмот Македонија во слики го реализирала и Линденската организација на прогресивната македонска емиграција во Софија по повод 20 годишнината од Линденското востание. Во филмот се прикажани востанички чети, војводи и градови од сите делови на Македонија. Најзначаен дел од филмот се документарните снимки направени на 2 август 1923 година, на кои е регистрирана процесијата на пренесување на саркофагот со посмртните останки на Гоце Делчев од куќата на Михаил Чаков кон катедралната црква Света Недела во Софија, каде што биле положени за поклонение. Во неколку наврати во крупен план е саркофагот со моштите на Гоце Делчев, на кој е запишано: ги заколнуваме поколенијата што доаѓаат, светите коски да бидат погребани во столицата на независна Македонија. Август 1923 Илинден. Мора да ве радува кога во ваков амбиент, кога се случуваат вакви настани и кога еве го ставиме филмот на уште еден и на ваков начин, особено креативниот документарен филм. Што очекувате оваа година од Македонија? Најпрво морам да кажам дека навистина ме радува од аспект што навистина е голема потребата да се афирмира креативниот документарен филм. Исто така, моето задоволство уште поголемо што кинотеката на Македонија се вклучува во целиот фестивал со филмските проекции за најмладите, со кои што веќе го започнавме фестивалот, и навистина е тоа многу значено во однос на креирањето на филмската култура. Инаку што очекувам уште еден навистина убав фестивал, квалитетен фестивал со добра селекција. Очекувам уште подобар од минатата година, затоа што екипата која што го работи фестивалот, не дека минатата година направи лош фестивал, но е премногу амбициозна, ентузијастичка и се надевам дека ќе имаме уште едно издание фестивалско на Македокс, за кое што ќе можеме да зборуваме до наредното. Ајде уште малце повеќе да позборуваме за оној дел што се одржа веќе во кинотеката. Очигледно е дека е голем интерес кај младите, кај децата и за овој тип на филмови, иако нив ги нема на понуда на она што може да го добијат како понуда од телевизиите, да речеме, за кинотечната мрежа и да не зборуваме. Но кинотеката заедно со Македокс овој пат мислам дека направи еден извонреден чекор, што им го доближи и овој филм на децата и тие навистина покажа голем интерес. Така ли беше? Токму така, знаете како не се опишува чувството, кога ќе видите дека салата е преполна со деца, кои што дошле да гледаат филм, кои што дошле во кино, и пак ќе повторам, многу значаен момент во цела оваа ситуација на киноприкажување, на киноприкажувачка мрежа, кога најмладите можеби немаат можност каде да осознаат што е тоа вистинско кино. Ова со Македокс доаѓа како едно продолжение на нашите заложби што пред 2 години, кога започнавме со проектот Ново кино утро, потоа продолживме и оваа година со Македокс втора година, и навистина ме радува и ќе кажам дека
кинотечната филмска програма и понатаму ќе се стреми во одредени периоди кога се погодни, значи, за најмладата популација, да има програма посветена на децата, затоа што тие се иднината на филмската уметност. Кога зборуваме веќе за иднината на филмската уметност, малку за сегашноста, особено за креативниот документарен филм. Сметате ли дека овој тип на фестивали, на програми, на еден период на интензивно дружење со филмот, гледање на реномирани наслови од светскиот креативен документарен филм, може да го поттикне да се ревитализира македонската документаристика, бидејќи да признаеме во последно време ја нема, речиси? Секако, ако се навратиме години назад со започнувањето на организираната кинематографија во Македонија, ако се присетиме што македонскиот документарен филм значеше тогаш и какви се награди добиваа нашите документаристи, со право можеме да кажеме дека овој жанр сега не е толку присутен во процесот на создавање на новата македонска филмска продукција, што можеби не е случај. Јас сега кога размислувам во последниве 2-3 години, кога слушам, значи, нови наслови на македонски документарни филмови, но оваквите фестивали, како што е Македокс, се повеќе од потребни да се поттикне потребата за создавање на македонски документарен филм. Значи, се она што ги поттикнува луѓето да создадат нешто ново е корисно. Фестивалите како Македокс, кои што низ вакво едно повеќе дневно дружење овозможуваат гледање, значи, на филмови, добро селектирани филмови, морам да кажам. Тука исто сакам да спомнам дека исто така добра идеја за поттикнување на македонското документарно творештво и конкурсот кој што вие го имавте, кој што секогаш велам, секогаш стојам позади нештата за кои што сметам дека ја поттикнуваат креативноста во однос на македонската филмска продукција. Официјалниот дел на годинашниот фестивал започна со филмот Депонија, бразилско-англиска продукција од 2010 година во режија на Луси Вокер. Então aqui nesse lixo aqui eu invento muita coisa. E eu também me sinto muito bem aqui nessa água, nesse lixo. Sou Vicky, prazer. Eu queria fazer a entrada dos catadores e o dinheiro todo da venda das fotografias iria reverter para fazer alguma coisa mudar aqui. Muito bom. Pensando assim, o que você vai fazer na hora que você sair daqui do Jardim Gramacho? Caraca, maluco! Nunca imaginei uma obra de arte. Филмот е сниман во текот на речиси 3 години и го следи реномираниот фотограф Вик Мунис во текот на неговата работа на најголемата светска депонија Jardim Gramacho во Бразил, лоцирана на периферијата на Рио де Жанеиро. Таму тој фотографира една група на катадорес, собирачи на рециклирачки материјали. Иницијалната идеја на Мунис е да ги наслика, да направи слики, уметнички дела од катадоресите со ѓубрето што тие го собираат на депонијата. Филмот е силно и емотивно сведоштво за трансформирачката моќ на уметноста и алхемијата на човечковиот дух. Мора да е посебна атмосферата, веројатно и такви се и чувствата кога отпочнува еден ваков фестивал, кога се слави филмот и кога целата оваа атмосфера поттикнува на едно такво чувство. Дали и вие го делите истото тоа? Мене и минатата година ме радуваше што еден фестивал од првото издание привлече огромна публика, многу странски гости и голем интерес за документарниот филм. И уште од првата вечер преполно со публика, многу убава публика, убав филм и голем интерес за документарниот филм. Она што поттикнува на размислување кога го следиме и овој фестивал, се разбира во тој период нагласено, е што е со македонската креативна документаристика и како и на кој начин и овие фестивали и овие настани можат да го поттикнат она што се нарекува ревитализација на македонската документаристика.
Па од почетокот на филмскиот фонд, добар дел од поддршката се посветува на документарните филмови. Секоја година се поддржуваат по 6, 8, некогаш и 9 документарни филма годишно, од кои што неколку филма секогаш добро котираат на меѓународните филмски фестивали. Минатата година Билјана Карвалиенова освои гран-при на Сараевскиот филмски фестивал, Атанас Георгиев исто имаше со Платни жени огромна фестивалска афирмација и голем фестивалски живот. Добар дел од другите филмови се котираат на фестивалите и пробуваме да заживееме нека нова документаристичка генерација во нашата кинематографија. Дали во Филмскиот фонд имаше или има размислување за тоа да се издвои финансирањето на документарната, креативната документарна програма, она што значи останатата играна програма? Дали тоа би помогнало да се поттикне продукцијата на тие филми? Бидејќи сега имаме еден конкурс годишно и сите конкурираат на еден конкурс, ние во склоп на тој конкурс одвојуваме добар дел за документарни филмови, за кратки играни, за млада генерација на режисери и нормално за играните филмови. Ја препознавате ли каде ќе оди програмата на годинјашниот Македон? Со тоа што го видовме денеска, што очекувате понатаму? Па веќе знам дека еден дел ќе биде посветен на еколошките филмови, на млади автори. Очекувам добар дел од филмовите да бидат изненадување за мене. Но очекувам дека и оваа година ќе биде полно со публика, жив фестивал, добар и за дружење и за добри филмови. На официјалната програма на првата фестивалска вечер се најде и документарецот Жената со 5 слона на режисерот Вадим Јандрейко во швајцарско-германска продукција. Жената со 5 слона е потресна приказна за животниот пат на Светлана Гаер. Таа се смета за најдобар преведувач на руската литература на германски јазик. Во длабока старост преведува 5 капитални дела од Достоевски, познати како 5 слона. На 85 годишна возраст првпат се враќа во својата родна Украина, откаде што била протерана со нејзината мајка за време на Втората светска војна. Режисерот Вадим Јандрейко го следи ова емотивно патување полно со спомени. Филмот Жената со 5 слона беше уште еден полн филмско-документаристички погодок на организаторите на фестивалот и прекрасна прилика за публиката да ужива во едно вонсериско кинематографско дело. Ми се чини дека акцентирањето на документарниот филм е еден вид не ескапизам како што би било нели она биоскопско кино, гледање на филмови како што било изминативе години. Туку, знаете како што викаат, ниедно зло не е само за лошо. Падот на киномрежата во Македонија, дистрибуцијата и оно што се вика интернет, понудата, кај што се е битно и ништо не мора да значи дека е битно, на некој начин го создава овој потребен фокус врз документарниот филм. Минатата година за мене беше навистина откровение, бидејќи можете да видите креативност во документ. Во литературата тоа можеби изминативе 2 децени исто голем подем доживеа она што се нарекува документарна проза. Така да за нас можеби ние можеме доцнеме за овие трендовите, но никош не е доцнено да се биде на вистинското место. Ајде малку за публиката. Очигледно дека ние имаме публика. Некој вели дека може ова и оној елитен дел од кинематографската публика, дека сепак се издвојува, не е ова масовна култура и така натаму, но сепак. Да. Скопскиот филмски фестивал мислам дека ја собираш истата оваа публика што е тука вечера и што ќе биде нели наредниве 7 дена. Мислам дека во Скопје постојат тие околу 2000 луѓе што ја правеа таа нели публика за тој фестивал, за некои други, али
Добро, да, гледам многу нови лица, млади лица, што е добро. Очигледно дека има потреба од овој тип на... Да, тоа го говорим, ако немаме кино, нели? Ако немаме репери, например, денеска не може да се занимавате со филмска критика, бидејќи не знаете кому се обраќате. Затоа што ќе седнете на клупа или во некој кафуле, ќе помине оној дечко што продава нели филмови. Добро, дај ми 3 комада по 3 нели на DVD. Не знам јас кој ги гледам, а не знам кој ги гледаш ти филмови, така? Така да, веројатно е потребен оној медиум што е како кино, нели, отворено, или фестивал за да дојде до таа размена. Во рамките на отворањето, како дел од отворањето, но претпоставам и за време на целото трајање на фестивалот, овде во Куршумлајн ќе биде поставена изложба на документарна фотографија на македонски фоторепортерки. Темуваме, кажи ни што беше идејата, што е концептот? Да, јас го држам или ти? Јас. Добро. Значи, во соработка со Македонски центар за фотографија, се обидувавме и лани да склепаме нешто, ама лани беше нели сефте ефтен прва година и некако не можевме толку да се екипираме веројатно оваа година. Им пристапивме на македонски фоторепортери, попознати имиња да речам, не само од Скопје, од повеќе редакции од повеќе градови. Нели добивме позитивен одговор од неколкумина. И тоа можам да речем од оние најизвиканите, што е комплимент за нас, нели. Така, фоторепортерите испратија нели фотографии, во Македонскиот центар за фотографија, односно Роберт Јанкуловски го направи некаква селекција во принцип да се направи некаква поконзистентна изложба и да има од прилика ист број на автори застапени и естетиката да биде некако да речеме избалансирана, што мислам дека може да се види на фотографиите. Мотивот зашто да се прави сето ова е затоа што не е застапена нигде македонската репортерска фотографија, документарна фотографија надвор од дневните и да речеме и неделните вестници, но многу малку е препознаена, според мое скромно мислење, мислам дека има одлични фотографии овде да се видат, има уште еден тон толку други такви одлични кои што не го добиле должното внимание. Особено драго ми е затоа што нели позитивно одговорија едни од најзвучните имиња и затоа што со нели ударнички ја направивме изложбата со волонтеризам, а не со некаков буџет и такви работи што нели очекувам позитивен фидбек оваа година, па наредната година да го направиме тоа поструктурирано, поорганизирано и посериозно да речеме. И оваа година мислам дека е доволно добро, со тоа што мислам дека и одлично легна овде во просторот Куршумлијан, како да живна камена. Живна, да, го прифати целата оваа фотографија и му даде некој нов амбиент. Како комуницираше ти со просторот? Јас комуницирав со просторот преку Љубиша, попознат како Лепи, нели, кој што е мајсторот за поставување на изложбата, ама да, значи кога во еден момент го разгледувавме нели просторот еднаш, два пати, дали ќе биде со простори, дали ќе биде по зидови. Сега ако приметивте, значи двајца автори, уствари еден автор и една авторка се внатре во тие простори кај што има артефакти и тоа се колекции на фотографии, затоа мислевме дека е убаво и смислено да ги затвориме како една целина, додека поединечните фотографии од другите автори се по стубовите наместени. Нели, и сега гледаш еднаш простор, гледаш друг пат простор и такви работи. Кога ги ставивме првите фотографии вчера, се тргна рефлексијата од сонцето и некако баш тоа беше заклучокот, живна камера. Некако и баш беше убаво тоа. Мислам, не знам што би кажал повеќе од тоа. Па, доволно е, ние сега ќе ја погледнеме. Одлично. Ќе говорам